Во рамките на неделата посветена на подигнувањето на јавната свест за штетноста од несовесно постапување со отпадот, јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје денеска почна акција за чистење на дивата депонија во дворот на управната зграда на Заводот за згрижување Ранка Милановиќ на улицата Перонаков во Газибаба. Директорот на предпријатието Абдусаме Чабани истакна дека и оваа локација представува црна точка каде што континуирано се случува несовесно одлагање на отпадот и создавање на дива депонија. Крајната цел на предпријатието е во целост да се спречи појавата на овие црни точки на територија на главниот град. Деновиве активно ќе учествуваме црните точки да ги елиминираме и да бидат минато во градот Скопје. Ние као предпријатие ќе бидеме вклучени, но и ќе ја следиме ситуацијата. Не ни е целта само да го чистиме еднашка, туку и да ја следиме ситуацијата. Во соработка сме и со инспекторатот на општината Газибаба и со останатите инспекторати на другите општини. Црните точки во градот полека да ги елиминираме. Директорот Абдусаме Чабани и градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски упатија апел до граѓаните совесно да постапуваат со отпадот и на тој начин да ја заштитат животната средина. Градоначалникот Георгиевски истакна дека во соработка со јавното предпријатие Комунална хигиена и јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 ги лоцирале црните точки на територија на општината кои представуваат голем проблем и треба заеднички да се исчистат. Сики побараме покрај нашите вработени и вработените на јавното комунално предпријатие од град Скопје во наредот период кој што ни престои во деновиве да ги вклучиме и граѓаните и општествените организации, здруженија на граѓани, секако со цел покрај подигањето на јавната свест да сите тие се вклучат и остават краен белег затоа што хигиената ние пред се примерно и суштинско значење кој што во овој период го лоциравме и од самите граѓани и од самото тоа налагам дека мораме потхитно без да го одлагаме овој проблем со брза енергична акција како што јавното комунално предпријатие на град Скопје ги чисти општините, така ние со нив и со нашето јавно комунално предпријатие сите точки и во изминатиот период тоа го правевме. Голем број на депонии кои што ги очистивме. Али повторно се случува да после чистењето на јавните депонии, јавната свест кај граѓаните на толку ниско ниво, повторно се појавуваат истите тие и долгорочно се вртиме во еден зачарен круг. Градоначалникот Георгиевски апелираше граѓаните да се вклучат во оваа акција за да имаме почиста и здрава животна средина. Градоначалникот посебно упати апел и до градското и до руралното јадро на општина Газибаба да се внимава со фрлањето отпад. Ние досега исчистивме депонии кои што беа лоцирани во делот на патот према Арачиново, во делот на Брњевскиот пат и делот во Страшници, во делот на Јурумнери, чистевме во делот на патот Александар Македонски и улица Маџари, непосредно во делот на основното училиште Наумовски Борче и Кадриево мало, во делот на Маковел бензинската пумпа и Ромското мало, чистевме во Вардариште во Ромското мало, така да имаме уште 4-5 локации, вклучувајќи денес овде во специјалното училиште Ранка Миловановиќ, кој што представува вистински, би рекол, ужас од она што представува дива депонија. Георгиевски истакна дека во наредниот период ќе бидат вклучени и комуналните инспектори, за да можат да се превземат превентивни мерки во делот на лоцирање и казнување на несовесните граѓани.